Ова се најавите на денешните настани. Повторно се пали трска на Охридското крајбрежје. Активистите бараат засилени полициски и инспекцијски контроли. Основно јавно обвинителство Струга поднесе обвинение против 4 лица за насипување земја и загадување на Охридското езеро. Локален совет во Охрид ќе се грижи за заштита и унапредување на правата на потрошувачите. Охридската пајак служба преминува од комуналец во јавното претпријатие Билјанини извори. Ослободување на основците од обврската да носат маски на училиште, препорача Комисијата за заразни болести. Дневникот вообичаено започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес умерено облачно време со повремени, кратки сончеви периоди, ветровито и релативно топло, со измерени максимални 12 степени Целзиусови вечерта кон четврток времето во Охрид со услови за сосем слаб и локален дожд. Утре над најголем дел од Европа претежно сончево и релативно топло. И локално во југозападна Европа и на британските острови и Скандинавија врнежи од дожд, врнежи се очекуваат и на крајниот југоисток од Европа. На Балканскиот полуостров во четврток времето претежно сончево, ќе има локална облачност, ќе биде релативно топло, а локално во централните и јужните делови зголемена облачност и сосем слаби локални врнежи од дожд. Максималните температури на Балканот од 8 до 17 степени. Во Македонија во четврток умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и релативно топло. Во попладневните и во вечерните часови локално во јужните и југоисточните делови од земјава слаби врнежи од дожд. Минималните од -2 до 5. Максималните дневни температури во Македонија во четврток од 8 до 15 степени. Во Охрид во четврток времето умерено облачно со сончеви периоди, ветровито и релативно топло. Минималната 1, максималната дневна 10. Во петок умерено облачно со сосем слаби локални врнежи од дожд. Минималната температура 1, дневната 9. Во сабота и недела студено утро со температура од -2, односно -4, а во текот на денот сончево време со локална облачност. Дневната температура 7, односно 8 степени Целзиусови. Атва Хоум Центар на нова локација. Во новиот продажен простор уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија на едно место да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Хоум Центар. Вашите омилени зрнести и јаткасти производи, сушено овоше и здрава храна од брендот Бако во Охрид и Струга. Пробајте го и чоколадниот асортиман од наше производство, како и турската делиција Локумот. Освен во нашите продавници, дел од палетата на производи од Бако можете да најдете во маркетите Стокомак, Гега, Кам, Нето, Бабуш, Миса и други маркети. Вкус што не се заборава. Бако во Охрид и Струга. Викенд акција во Миса маркети. Вегета 500 грама 149 денари. Кекирики 350 грама 49 денари. Маслинки каламата 1 килограм 229 денари. Велнес интегрален кекс 210 грама 47 денари. Родон туна 52, 69 или 85 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Уништена е 1/3 од езерската трска во Струшко Калишта. Зачестените спалувања на трската предизвикуваат непроценливи штети по биодиверзитетот на Охридското езеро. Активистите алармираат и бараат засилени контроли од полицијата и инспекцијските служби, но и казни за сторителите. Зачестува спалувањето на трската во Струшко Калишта. Деградацијата се повторува секоја пролет. Деновиве во голем пожар изгоре 1/3 езерска трска. Во континуитет, палење, сечење, тампонирање, еколошки геноцид, несовесни граѓани заради лични интереси и профит го нарушуваат природниот биодиверзитет на Охридското езеро, се уништуваат мрестилиштата на краповидните риби и живеелиштата на птиците, останува прав и пепел. Како никогаш досега во последниве години се врши спалувањето на трската и уништување на оној дел од крајбрежниот појас меѓу Струга и Калишта. Во понеделникот изгоре речиси 1/3 од вкупната површина на трска, тоа е некаде повеќе од 10 хектари, нешто што е навистина ужасно да се види. Сме кажале многу пати дека тоа е природно живеалиште на многу видови птици, на многу видови влекачи, на растителен свет. Тука е местото каде што се мрести крапот, меѓутоа ништо, апсолутно ништо не допира до луѓето кои што зацртале некаква своја агенда и кои што си ги терат своите лични интереси. Загрижува што сторителите остануваат непознати, иако законот предвидува казни, во пракса ги нема. Надлежните немаат слух да сопре уништувањето на трската, велат активистите. Инспекцијските служби излегуваат само да воочат штета, меѓутоа никогаш да превенираат или да санкционираат некого. По целата должина, каде што е опожарена трската, веќе засилено се тампонира. Станува збор за земјоделско земјиште, меѓутоа прашањето кое што лебди е кому му треба чакал, кому му треба тампон на земјоделско земјиште, бидејќи тука апсолутно не станува збор за земјоделие. Некој теренот го подготвува за нешто сосема друго. Еколозите бараат поголема контрола од страна на полицијата, инспекцијските служби и мониторинг од страна на општинските служби. Кривичниот законник за недозволена крајбрежна трансформација и уништување предвидува затворска казна од 3 месеци до 3 години. Основното јавно обвинителство Струга поднесе обвинение против 4 лица за насипување земја и загадување на Охридското езеро. Основното јавно обвинителство од Струга поднесе обвинителен акт против 4 лица за узурпација на недвижност и загадување на животната средина и природата. Прво обвинетиот на 3 март минатата година зазел туѓа недвижност која со законот за собственост и други стварни права е прогласена за добро во општа употреба, а со законот за заштита на Охридското, Преспанското и Доранското езеро е прогласена за природна реткост како споменик на природата. Тој ги ангажирал тројцата останати обвинети да извршат насипување со земја и рамнење на насипаната земја на површина од 829 метри квадратни на парцела која е дел од Охридското езеро и се наоѓа во непосредна близина на угостителски објект и на парцела во сопственост на првообвинетиот. Тројцата работници биле несвесни за можноста за настапување на штетната последица, но според своите лични својства биле должни и требало да бидат свесни за таа можност бидејќи работеле како работници на работни машини во непосредна близина на водите на езерото. На овој начин сите четворица обвинети можеле да предизвикаат значително оштетување на квалитетот на воздухот, водата и почвата, опасност за животот и здравјето на луѓето или уништување на растителен и животински свет од поголеми размери, велат од обвинителството. Прво обвинетиот се товари дека сторил кривично дело узурпација на недвижност и кривично дело загадување на животната средина и природата. Останатите тројца се обвинети за кривично дело загадување на животната средина. Општина Охрид со одлука на градските советници формира совет за заштита на потрошувачите. Овој локален совет треба да се грижи за правата на граѓаните како потрошувачи во однос на заштитата на нивните економски интереси, здравјето, безбедноста и за нивното редовно информирање за прашањата важни за остварување на нивните права.
Покрај институциите на државно ниво, улогата на локалната самоуправа е особено значајна за идентификување на проблемите на потрошувачите на локално ниво и нивно решавање преку своји политики. Во таа насока со одлука на градските советници, општина Охрид формира Совет за заштита на потрошувачите. Вангел Спировски од Организацијата на потрошувачи на Охрид ја поздрави иницијативата на општината за формирање на вакво тело. Значи, целта на формирање на овој Совет за заштита на потрошувачите ќе биде сензибилизирање на јавноста за заштита на потрошувачите и подигнување на нивото на заштита на потрошувачите на општината во општина Охрид. Потребата од креирање на локални потрошувачки политики базира првенствено на процесот на децентрализација, кој во процесот на превземање, трансфер на надлежности од централна на локална власт зафати подрачја кои се исклучително значење за процесот на заштита на потрошувачите, како образованието, здравството, локалните пазари, социјалата и слично, кои заедно со комуналните услуги, кои традиционално се даваат на локално ниво, представуваат значителен корпус на прашања од интерес за граѓаните потрошувачи. Локалниот совет во рамки на своите активности и надлежности ќе се грижи за заштита и унапредување на правата на потрошувачите на територија на Охрид. Ќе го следи задоволството на граѓаните и проблемите при користење јавни услуги од предпријатија и установи. Ќе ги едуцира граѓаните каде да се обратат за конкретен проблем, ќе работи на унапредување на знаењата за хигиенски навики во угостителските објекти во Охрид. Како предвидени можни планирани активности на овој совет би бил едукација на членовите на Советот за заштита на потрошувачите во доменот на потрошувачко право, едукација на членовите на Советот за заштита на потрошувачите во доменот на потрошувачки политики, подигање на свеста на потрошувачите по однос на нивните права и улогата во пазарна економија, информирање на јавноста за закон за заштита на потрошувачи, активности за следење на состојбите на локалниот пазар од интерес на потрошувачките и нивно информирање, јакнење на институционалната рамка и воспоставување соработка и координација помеѓу субјектите релевантни за заштита на потрошувачите со посебен акцент на државните инспекцијски органи за спроведување на пазарниот надзор. Јавни трибини, едукации и брошури се дел од активностите на Советот со цел граѓаните да се запознаат со своите права како потрошувачи. Исто така планирано е организирање на воспитно-образовни активности во училиштата на територија на општината, соработка со Советот за заштита на потрошувачи на владата и со советите од другите градови. Заштитата на потрошувачите во развиените демократски општества е препознаена како право на граѓанинот и се вбројува меѓу правата со највисок приоритет, кои секоја држава е должна да ги заштитува низ правниот систем и соодветни политики. Македонија започна да работи на институционализација на правата на потрошувачите кон крајот на 90-тите години од минатиот век, што резултираше со носење на закон за заштита на потрошувачи во 2000-та година и првата национална програма во 2006 година. Охридската пајак служба ја презема јавното предпријатие Билјанини извори. Оваа дејност е ставена во новите измени и дополнување на статутот на јавното предпријатие. Досега пајак службата функционираше во рамките на јавното предпријатие Охридски комуналец. Наскоро пајак службата преминува во надлежност на јавното предпријатие Билјанини извори. Ова јавно предпријатие стопанисува со паркинг просторот во Охрид, но не и со пајак службата. За да се обавува таа дејност е направена измена и дополнување на статутот на јавното предпријатие, а советниците дадоа зелено светло. Преговаравме со менаџментот на јавното предпријатие Охридски комуналец да ни ја отстапи дејноста, информира Теодор Андоновски, директор на јавното предпријатие Билјанини извори. Секоја ден издржава дејноста за пајак ја врши јавните паркиралишта и сме во договор со јавното предпријатие Охридски комуналец да се откаже од таа дејност и таа дејност целосно ние да преземе како јавно предпријатие. За да се обавува оваа дејност потребно е да се има пајак, а јавното предпријатие Билјанини извори допрва треба да го добие. Андоновски појаснува дека веќе побарале помош за да набават специјално возило. Имаме поднесено до барање до јавното предпријатие, до јавниот градски паркинг во Скопје за донација за пајак и со тоа очекуваме позитивен одговор и да преземе дејноста за паркирање. Погодени од енергетската и пандемиската криза, охридските јавни предпријатија се наоѓаат во тешка финансиска ситуација, а меѓу нив е и јавното предпријатие Билјанини извори. Се очекува оваа ставка да овозможи прилив на средства кои ќе придонесат за подобрување на ликвидноста на јавното предпријатие. Советот за развој на југозападниот плански регион денеска во Струга ја одржа втората седница. На дневен ред беа повеќе точки
меѓу кои разгледување на годишните сметки за работење на Центарот за развој на Југозападниот плански регион во 2021 година и за проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, прва фаза на спроведување. На средбата се разгледуваше информацијата за грантова шема во рамки на втората фаза од проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој. Се дискутираше и за повикот за регионални проекти за развој на планските региони преку Програмата за регионален развој 2022-2023 година на Бирото за регионален развој. А на дневен ред беше и информацијата за тековната реализација на регионалните проекти. Во вториот дел од седницата се одржа презентација за легислативата за изработка и донесување на просторниот план на Македонија од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање и презентација на методологијата и видовите на документи кои се потребни како документацијска основа за негова изработка од страна на Агенцијата за планирање на просторот. На седницата на Советот покрај Охридскиот градоначалник Кирил Пецаков присуствува и градоначалниците на општините Вевчани, Дебрца, Дебар, Кичево, Македонски Брод, Пласница, Струга и Центар Жупа, како и представници од невладиниот и бизнис секторот. Градоначалникот Кирил Пецаков денеска им ги врачи договорите за ангажирање на 8 наставници по физичко и здравствено образование кои како тандем наставници ќе треба да ја реализираат наставата по физичко за 4-то и 5-то оделение. Согласно Законот за основно образование, овие две генерации не се опфатени со тандем наставник по физичко и здравствено образование, па затоа Општина Охрид преку сопствени средства во соработка со Сојузот за училишен спорт од Охрид ангажира наставен кадар по физичко и здравствено образование со цел и овие две генерации да бидат опфатени и часовите да бидат реализирани од стручен кадар, односно од наставници по физичко и здравствено образование. Општина Охрид е првата општина во државата која има добиено позитивно мислење од Бирото за развој на образование за реализација на ваков проект. Учениците во основните училишта да се ослободат од обврската да носат маски на училиште за заштита од ковид, препорача денес Комисијата за заразни болести. Ова доаѓа по падот на бројките на заразени во земјава во последниот период. Од Комисијата велат дека внимателно ќе ги следат сите параметри околу епидемиолошката состојба во училиштата. Доколку има било какво влошување и зголемување на епидемиолошкиот ризик, тогаш може повторно да се вратат на сила истите мерки. Препораките ќе бидат предложени до главниот кризен штаб на владата. Првата мерка се однесува на носење на маски во основни училишта, каде што ги ослободуваме од обврската учениците во основните училишта да носат маски. Обврската за носење маски останува за наставниците и за техничкиот персонал. Право на избор да ако некој сака да носи маска, има дома возрастни, членови од семејството сака да ги заштити, не е забрането да носи маска, но задолжението, обврската ја укинуваме. Нема обврска за задолжително носење на маски во училиште. Капацитетот на исполнетост на затворени објекти, како опери, театри, кина и други затворени објекти, каде што досега функционираше рестрикција со максимална исполнетост од 50%, сега одиме на 75%. И третата препорака се однесува на сертификати користење во отворени угостителски објекти, значи препорачуваме да не се бараат сертификати во отворениот дел од угостителските објекти. Владата усвои антикризни мерки за рационализација на трошоците во јавниот сектор. Со овие мерки, сите буџетски корисници се задолжени да ги намалат расходите за стоки и услуги за 10% и да достават соодветен предлог за рационализација на трошоците до Министерството за финансии најдоцна до 21 март. Мерките забрануваат набавка на мебел и возила, освен за неопходните активности за работењето на институцијата по претходна согласност од владата. Сите буџетски корисници и правни лица основани од државата за 50% треба да ги намалат расходите за репрезентација, спонзорство и реклами, како и за користење на службените возила. Сите буџетски корисници добија задолжение да го намалат и бројот на службени патувања и значително да се намали бројот на членови на делегации при патувања во странство. Владата ги задолжи јавните предпријатија и акционерски друштва во државна собственост да ги намалат тековните расходи за 15%, соопшти владата.
Владата им препорача и на регулаторните тела на единиците на локална самоуправа, локалните јавни предпријатија и останати установи кои се под надлежност на општините, да ги следат донесените владини мерки и да преземат активности за рационализација на нивните расходи. Во продолжение вестите од светот. Според прелиминарните проценки ќе бидат потребни 565 милиарди долари за обнова на Украина по војната со Русија, изјави украинскиот премиер Денис Шмихал. Тој го изјави ова по средбата со премиерите Матеуш Моравиецки од Полска, Петер Фијал од Чешка и Јанез Јанша од Словенија и вице-премиерот на Полска Јарослав Качински. Нагласи дека украинската влада ќе работи на запленување руски средства и имот во странство и додаде дека владата формирала група за проценка на загубите на украинската економија поради руската агресија, како што претходно беше најавено. Моравиецки, Фијала и Јанша пристигнаа во Украина на 15 март на првата меѓународна посета на Киев од почетокот на вооружената агресија против Украина. Според податоците на Министерството за економија на Украина, Русија и нанела штета на украинската инфраструктура од 119 милиарди долари. Неделниот број заразени со коронавирус во светот се зголеми за прв пат од крајот на јануари, објави вчера Светската здравствена организација. Во втората недела од март, бројот на ново заразени за 8% поголем во однос на претходната недела. Од 7 до 13 март се пријавени повеќе од 11 милиони нови случаи на COVID и 43.000 смртни случаи. Зголемувањето на бројот на заболени во однос на претходната недела е забележано во регионите на Западен Пацифик 29%, Африка 12%, во Европа е забележан неделен пораст од 2%. Северна Кореја денеска истрела неидентификувана ракета која експлодира во воздух веднаш по навидом неуспешното лансирање, јави со јужнокорејската војска. Се сомневаме дека проектилот бил истрелан од аеродром надвор од Пјонкјанг, соопшти јужнокорејското министерство за одбрана. Во исто време неизменуван извор од јапонското министерство за одбрана го карактеризира овој проектил како потенцијална балистичка ракета. Како што јави BBC, тестирањето е извршено утринава според локално време, пошто се слушнал звук како оној на големите авиони, а потоа и бучава по падот на проектилот. На небото се појавил црвен чад. Експертите тврдат дека чадот е карактеристичен за неуспешните ракетни тестови и е многу отровен за луѓето. Од почетокот на годината Пјонкјанг изврши вкупно 9 ракетни тестови, вклучително и нова интерконтинентална балистичка ракета. Минималниот дострел на ракетата е 5500 км, што значи дека може да погоди цели во сат. Актуелниот претседател на Република Србија Александар Вучич е дел од уште едно предизборно видео, кое стана вирално на социјалните мрежи пред парламентарните и претседателските избори во Србија. Видеото го објави на својот официјален Инстаграм профил, а истото предизвика лавина коментари во јавноста. Видеото започнува со маж и бремена жена кои опуштено седат во нивната дневна соба и гледаат телевизија, а во заднина се слуша гласот на Александар Вучич кој наважно му вели: "Ау, еве го пак овој." Потоа бремената жена оде во кујната и коментира: "Само фали да излезе и од фрижидерот." А откако ќе отвори вратата од фрижидерот, Вучич навистина излегува од фрижидерот и подава тегла со кисели краставички. "Навистина излеговте од фрижидерот," коментира бремената жена, а Вучич ја одговара: "Знам, извини, но важно ми е да допрам до секој граѓанин во Србија. Останува уште многу да се направи." Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.